Добре, криптоентузијасти, денес имаме една смешна тема на која што треба да поработиме, а тоа е мемкоини. Иако е последна, значи не значи дека е незначителна, верувајте ми, некогаш оваа категорија знае да биде многу попрофитабилна од сите овие други останати, но за жал е смешна категорија, за жал е жална категорија, но сакате ви или не, едноставно категоријата е тука и ќе остане и ќе биде уште поголема како се зголемува самиот маркет кап на останатите криптовалути, така да без навреда, се надам дека оние кои што ќе го гледаат овој видео нема да се навредат, јас немам ништо против мемкоини, но мора да знаете кој е нивниот потенцијал на вистина. Значи не е само да купите нешто затоа што е популарно. Тоа е најголемиот проблем кај мемкоините, нивната популарност, додека нема никаква корисност. Со тоа што секогаш мора да бидете исклучиво внимателни кога станува збор за ваков тип коини, затоа што има огромни скемови околу ова поврзани, кои што до сега имаат изгубено многу пари луѓето кои што инвестираат во нив само заради тоа што они не знаат каде инвестираат. Значи оваа цела категорија представува објаснување за тоа каков тип на категории постојат, кој тип на да речем сектори во светот се опфатени со крипто технологијата и каде се може да најдете оваа технологија нели како полезна. Со тоа што на тој начин може да научите уствари кои се вашите опции за инвестирање. Додека ова, ако ние се прашуваме како канал, не е паметно да се инвестира, дори ако веќе морате, направете го тоа во умерена доза, односно инвестирате само мал дел од вашето портфолио, затоа што овдека ризикот е многу голем за да изгубите се што сте инвестирале, така да секогаш имајте го тоа препит. Што може да видите во позадина го имам ова како сликиче и мислам дека е добро да остане на секунда да сватите која е поентата. Значи вели, ако ги изгубите вика вашиот капитал поради пасвордот, вика тоа е ваша грешка. Ако сте жртва на некаков тип на скем, односно на измама, тогаш исто така значи нели тоа е ваша грешка. Но додека ако се остават билионери да го манипулираат пазарот со нели што сакаат, тоа е дека они се гениалци. Така. Сега, убаво кажува вели дека ова е вика оној тип на опасна free for all капиталистичка криптовалута која што за жал е архитектирана да го има ова во собствената дизајн уште од незиниот почеток. Значи идејата дека овој тип на меме коини нема никаква значи корисност, освен тоа да биде манипулиран од оние кои што самите го направиле. Значи имајте го тоа секогаш во препит. И тоа ова е на некој начин една од основните примери за тоа што моментално ќе го зборуваме. Значи прво мора да разбереме дека за жал значи по мим коините како категорија во криптопазарот се доста напред. Значи еве сега ќе ви покажам. Гледайте, доколку го поминеме овие сите криптокатегории по маркет кап, така. Со тоа што ако поминеме надолу, гледајте каде се наоѓа. Значи они се наоѓаат на 20-то место. Значи дури Cardano е послаб по маркет кап од мим коините, така. Polkadot. Значи гледајте, ова се Solana, Cosmos, децентрализирани менувачници. Че гледате колку има на вистина полезни проекти, полезни технологии кои што се наоѓаат по маркет кап многу подоле за разлика од мим коини. Значи прво мораме да весиме што представува мим коини за да можеме понатаму да разговараме. Че мим коини прво и најбитна работа, најбитна карактеристика на мим коините е тоа што нема никаква корист. Значи се создадени без никаква корист. Создадени се само затоа што некој седнал и направил одреден коин и почнал да го продава. Значи, една интересна работа што мора да разберете е прост пример. Значи, ова апликација dx.app е уствари апликација каде што вие може да си направите собствен коин. Значи, ја можам сега да седнам не коин, токен. Значи, ја можам сега да седнам на Ethereum и за половина час да направам собствен токен. Ќе го крстам, не знам, Gimidžija токен и ќе почнам да го делам на луѓе, јас ќе ставам буквално цена и маркет кап и се. Значи можам буквално да направам се од нула, ќе направам ERC20 на Ethereum токен, можеби ќе ме кошта нешто малку за минтање како и да е, но можам да направам било каков од овие коини и да го ставам на некоја платформа, негде и да почнам да го нудам на луѓе. Значи имајте го тоа во предвид дека ова е многу лесно од денес што се направи. Значи секој со основни познавања од крипто секторот, од блокчейн технологијата може да направи било каков тип на криптовалута и да почне да продава. Значи затоа и ви ја покажав ова, затоа што овдека вие фактички може буквално да креирате една криптовалута, така? Сега,
интересно целата ситуација е што кога тоа ќе го направите, значи многу е лесно да пуштите на пазарот. И моментално поради обични гласини фактички овие криптовалути одат до до некоја голема вредност. Со тоа што како може да ги препознаете најчесто? Значи како што рековме, првата е тоа што нема никаква вредност. Втората е тоа што нивната вредност е најчесто запишана, значи смешно. Зборуваме како шива кога почна. 9 нули и кец, така. Значи работата е што го дава она, како да кажам, значи она е првата грешка која што постојано ја кажувам. Значи треба да гледате колку има маркет кап одредена криптовалута, но исто така мора да гледате и колку има токени во циркулација. Значи затоа на пример Shiba Inu има токени во циркулација, тоа е смешна бројка. Значи има, не можам ни да прочитам, ова се 999 трилиони токени, ако не се лажам, да. Значи, да, милиони, билиони, трилиони. 999 трилиони токени во supply има. Така. Значи, во оваа ситуација, затоа има таква цена. Значи, колку е поголем supply-от во однос на market cap-от, нели, знаете равенката, толку е самата цена предодредена. Со тоа што, кога ќе се покаже ваква цена на одреден коин, тоа на луѓето им дава така речено илузија дека ќе може да купат многу коини и дека ако истиот коин отиде, не знам, до 1, до не знам, до 0,1 или така нешто, до 1 цент, до 10 центи, дека ќе станат ултра богати. Значи, тоа е оптичка варка која што постојано се користи со цел да ги натераат луѓето да едноставно инвестираат само заради тоа што цената е помала. Значи, и затоа и многу често се случува таа грешка, луѓе да не инвестираат на пример во Ethereum затоа што им е многу скап, да инвестираат во не знам нешто друго затоа што им е многу ефтино, затоа цената е на пример 3 центи. Се разбираме? А не се гледа вредноста, не се гледа значи зошто е тоа така, од каде дошла таа цена, колку е неговиот маркет кап, колку има токени во циркулација, колку е значи целосниот токен кој што ќе биде пуштен, значи неговиот кап, значи ништо тоа не се гледа. Друго што мора да го знаете е дека има многу висока нестабилност, односно може да имате огромни падови и огромни растови, значи во рок од часови. Со тоа што еве неколку примери, со тоа што нормално првите две на сите ви се познати, односно Doge и Shiba, и можеме да видиме дека сите така речено резултираат со слични такви цени од 1 цент, од не знам 0,1 цент, од овде кај имате не знам 9 нули, така. Маркет каповите им се мали, значи да се разбереме. Shiba и Doge така речено добија многу на популарност и луѓето се уште не сакаат да ги пробат затоа што многу изгубија на цена. Тоа не значи дека истите има било каков тип на корисност, што е уствари и следната идеја за која што ќе разговараме. Значи, дури ако почнал како мемкоин, истиот понатаму добил корисност, односно добил некој проект кој што го присвоил, како што е на пример идејата дека Илон Маск ќе го присвои Dogecoin за Twitter, значи останало да видиме, се уште тоа не ќе разговараме и понатаму има таква вест, но се уште не разговараме за тоа. Значи во моментот кога ваков тип на мемкоини ќе добијат корисност, тогаш веќе престануваат да бидат мемкоини затоа што ќе имаат одредена корисност и нормално во тој случај во однос на тоа каква е нивната корисност ќе се вградат во некои од овие други категории. Се разбираме? Значи, ако станува збор за мим во оваа ситуација, ако Dogecoin биде прифатен на пример од Twitter да стане платежна валута на Twitter, тогаш веќе нема да биде мим, тогаш ќе биде digital currency, односно дигитални платежни валути, така. Значи ако биде прифатен од нешто друго да прави нешто друго, нормално ќе биде некој од други категории. Сега, тоа е главната работа каде што мора да разбереме. Дури ако некој мемкоин почнал како таков, но понатаму е адаптиран од одреден проект, нивниот проект е солидно, да речем, среден, направен соодветен тим кој што ќе го води, и понатаму ваквиот мемкоин или продолжува да има соодветна улога, тогаш нормално дека мораме да разговараме за сосема друга категорија. Но тоа многу ретко се случува и Dogecoin можеби ќе биде првиот кој што тоа успеал да го направи. Иако има некој помал коин кој што вика Floki, што уствари е крстен под куќето на Илон Маск, кој што моментално има се користи како платежна валута на одредени игри и NFT платформи, но нели, тоа е многу мало за да може да разговараме. Ние можеме да разговараме за Dogecoin затоа што е еден од најголемите по маркет кап, што би било многу значително кога ќе видиме таков пример на мемкоин да биде прифатен од општеството и да биде трансфериран во друга категорија. Но сега за сега, нели, не можеме да разговараме затоа што голем таков пример не се случи. Ова е еден мал пример по кој што би можеле да разговараме за такво нешто. Значи рековме, главната цел која што мора еден мемкоин да премине е да стане utility, за да можеме да разговараме дека истиот има некаква цел и дека навистина од тој момент понатаму можеме позитивно да гледаме на истиот. Значи, само да ви покажам, значи, еве, тоа е, ако сте ги фатиле овие мемкоини, значи тоа е разликата помеѓу немојте и инвестирајте. Значи,
На 9 март 2022 година, ова е уствари од тогаш, ова статистика, значи, вели вака, ако сте инвестирале $1000 во декември 2013 година кога истиот бил нели ставен на листата, прв пат Dogecoin, сега таа вредност, значи до март фактички, можеби сега и малку помалку, но како и да е, би вредела околу $216-217 долари. Еви 200 нека се така. Значи тоа е многу солидна инвестиција, зборуваме 200 пати зголемена од $1000. Shiba Inu, доколку сте ставале на 1 август, кога нели го поднесуваат ICO-то, сега би вредела 47 милиони. Во ред, да, многу е, не велам не. Исто како и во оваа ситуација овдека, значи доколку сте шо и да е ова Doge Alone Mars, нешто, да, значи сега би вредело $1000, 14.364 ако сте ја аплицирале, ако сте ги внеле овие пари во април 23 2021 година. Проблемот што е? Има толку многу мим коини што вие не може само така рандом да ставате $1000 на сите и да се надевате дека ќе успеат. Значи тоа е среќа. Сакам да ви кажам дека повеќето луѓе кои што направиле пари со овие коини е среќа. Они не го направиле тоа пошто знаеле, никој не може да знае дали одреден мим коин ќе успее или не, па макар и Илон Маск да е позади него. Значи ве молам, имајте од тоа превид кога инвестирате дека мим коините е претежно среќа. И затоа велам, ако ставате некој малтел во вашето портфолио ако ви се допаѓа чисто идеја или што и да е, затоа што најчесто станува збор за среќа. За да го разбиеме овој мит, значи јас ќе го искористам овој калкулатор кој што вели вака. Значи на полето А ставаме моменталниот коин кој што сакаме да видиме колку би коштал кога би имал маркет капот на криптовалутата Б. Значи во случајов ние би сакале да знаеме колку би коштал Dogecoin, толку би имал, значи еве моментов само да го средам тоа, значи моменталната цена на Dogecoin е 0,08, значи 8 центи, така. Значи кога во овој момент на Dogecoin би му бил даден маркет капот на Bitcoin, он би дошол до $2,3. Значи еве. Но сега, значи еве да споредиме и да видиме што се случило. Значи Dogecoin моментално има маркет кап од 11 билиони. Така, еве да погледнеме колку има биткоин, значи мораме да ги разјасниме овие работи затоа што многу на луѓето не им е јасно. Че еве не мора да правиме никакви математички задачи, гледате има во секое време има некој што направил соодветен калкулатор за кој што може да видиме што ќе се случи доколку се случи, така. Значи Dogecoin има 11 билиони, така, 11,5. Биткоин има 319, така, 319 билиони. Значи треба отприлика околу 30 пати, нешто помалку од 30 пати да се зголеми маркет капот на Dogecoin, за да може да дојде до овој маркет кап, за да можеме да разговараме дека Dogecoin би достигнал цена од $2,3. Така, кога тоа би било можно? Значи, замислете вие да дојде Dogecoin да биде на ист маркет кап како Bitcoin. Тогаш Bitcoin треба да има, не знам, 10 трилиона. Се разбираме што сакам да кажам. Значи, имајте го тоа препред. Зборуваме за огромно тектонско померување. Ние му го даваме маркет капот на Bitcoin и повторно сме дошле од $2 до $2,3. Значи, имајте го тоа препред. Скоро е невозможно да направите огромна пари, затоа што моментално Dogecoin самиот по себе, иако е 8 центи, претходниот all time high му беше $1. Што значи дека од сега па натаму, значи од еве да речеме 10 центи, тоа значи дека треба прилика 23 пати да добиете плюс на вашата инвестиција ако го земе маркет капот на Bitcoin, што е невозможно. Значи вие од овој момент би добиле 23 пати профит од она што ќе оставите, ако му го доби, ако Dogecoin успее да собере пари колку што има Bitcoin. Еве да видиме и вториот пример на Shiba Inu и тоа со овие се најголемите два. Значи гледате, имаме Dogecoin кој што е моментално 11 билиони и Shiba Inu кој што е моментално 5,3 билиони. Другото немојте да го рачунате, гледате, што е 172. Тоа е микрокап. Значи гледате, ова е смешно. Не може вие туку така само да ставате нешто смешно е ова. Значи пак ќе кажам, вие да ризикувате во среде bear market да ставите ваков тип на проект, тоа би било лудост. Че ја разбирам ако имате некои коцкарски тенденции и сакате малку да ризикувате во ред, но иначе ја не го разбирам ова. Значи еве да видиме сега што ќе случи доколку оставиме Shiba. Само момент. Значи ќе го промениме, ќе ставиме Shiba овде. Еве да видиме. Значи, не, само момент. Не тој, ова е субтокен на Shiba, значи грешка, само момент. Значи гледајте, тоа што постојано ви кажува. Многу луѓето ви велат, ама знаеш ти ако Shiba дојде до 1 цента?
не може да дојде. Значи тоа е невозможно. Еве гледај, ако го добие маркет капот на биткоин, ќе добие некаде околу 59x од моментот каде што вие сте вложили. Вие знаете ли која лудост е ако во маркет капот некој внесе толку пари колку што има во биткоин во Shiba Inu. Значи тогаш јас лично би се откажал од криптовалутите затоа што тоа веќе ќе биде смешно. Значи сакам да ви кажам еве да ви стане јасно. Значи дури со маркет капот на биткоин Shiba Inu не е ни блиску до 1 цент. Значи не е ни блиску. Потребни се уште 2 нули да помине пред да стаса до 1 цент. Така? Значи затоа ви велам, престанете да ги гледате овие работи затоа што е скоро невозможно, тоа нема да се случи. Значи ваков тип на коини, за да дојде ред да имаат колку биткоин по 300 билиона, колку што има сега моментално, тоа би било научна фантастика. Значи тоа навистина би било прво лошо за самиот пазар. Кога ваков тип на коини кои што нема никаква корист, би станале такво нешто. Значи уште еднаш ќе се вратам на оваа слика. Идејата на оваквите коини е тоа што некој може да ги направи скоро бесплатно, да ги пласира на пазарот, да направи добра реклама, како господинот што гледа на сликава, и едноставно да ги користи за pump and dump шеми, што се уште не е докажано, но се верува дека еден од најголемите волети на Dogecoin е се уште поседуван од Илон Маск. И сега ќе направиме еден експеримент исто така, каде што ќе можеме да видиме затоа што Dogecoin представува ERC20 токен, значи на etherscan.io фактички можеме да провериме за било кој од овие токени и да видиме каква е моменталната ситуација во однос на волетите кои што го држат. Значи се што треба да направите во овој таб овде да напишете Doge, ќе ви се појави токенот, тоа е првиот токен уствари, и моментално можеме да видиме се во однос на статистика на овој коин онлайн, on-chain, значи директно, без никакви манипулации. Така, со тоа што доколку отидеме на holders, можеме да видиме кои се топ оние кои што го колку е децентрализирано. Превод можеме да ги видиме најголемите новчарници кои што моментално го имаат овој коин. Сега овде кога видиме, гледаме дека Uniswap има голем дел од нив, а тоа е 17% од целиот wallet, значи од комплетниот supply на Doge, со тоа што се уште постои еден новчаник овде кој што не знаеме чие е, кој што содржи 21,6% од вкупниот supply на Dogecoin. Замислете доколку овој одлучи едноставно да ги продаде сите во ист момент. Замислете што ќе се случи. Значи тоа е оно што ја кажам постојано. Децентрализацијата на ваквите токени е многу битна со цел да видиме дека имаме стабилност на самиот токен. Овде како еден од овие три топ волети одлучи да продаде, ќе имате каскадно дејство и огромен пад на цената. Ова што го гледате моментално, во почетокот пред да дојде до оваа манипулација, значи имаше околу 67% од целокупната циркулација на Doge на еден wallet. Значи гледате од каде потекнува сето тоа. Еве како може да проверите. Така. И затоа се верува дека ова е уствари директно последувано од него и замислете буквално пари джепарац. Значи денеска правите твит, цената расте, вие си продавате дел од supply-от, цената паѓа, вие си купувате повторно. После на недела пак правите твит, цената расте, си продавате дел од supply-от. Значи гледате колку едноставно е кога имате собствен коин, никој не знае затоа што се уште не е поврзан, значи вие може да го видите волетот, вие не може да видите кој го поседува, така да блокчейн технологијата нема потреба од лични податоци, така да во оваа ситуација вие може буквално да правите масакар на пазарот и луѓето едноставно само заради тоа што сте популарен да го следат и едноставно вие да правите пари од нив. Значи буквално и они никогаш нема да знаат. Вие се уште ќе им бидете херои, а вие ги буквално ги празните, така. Сега. Еве Илон Маск вели значи биткоин, етериум и Dogecoin се тие три коини кои што вредат на пазарот моментално. Значи гледате, ова дури ако не се лажем и не е толку старо, само сакам да видам од кога е. Значи ова е уствари еден пример од тоа како моментално он го прави тоа. Значи немој да ми кажете дека не ви изгледа сумливо. Така, значи во моментот кога он ќе го напише ова, нормално имате огромна зедница на Doge ентузијасти така речено, кои што веднаш после тоа ќе купат. Значи веднаш, само да видам кога е, само многу ме интересира кога е уствари ова направено. Се обидам да го најдам. Да, ова е, значи буквално ново е пред еден ден, 16 ноември. Така. Значи 16 ноември он повторно прави твит во кој што кажува дека Doge е еден од незаменливите, не знам, токени бла бла бла. Реално морам да признаам дека човекот навистина се потруди, значи он прати дел од своите инженери од Tesla и од SpaceX да работат заедно со тимот на Dogecoin, кој што нели беше прво целиот проект беше напуштен, за конечно нели после оваквата популарност од господинов да се врати во популарност и да се врати цел тим кој што моментално работи на развивање на овој проект.
со тоа што веќе има некаков надеж. Значи реално имаме голем маркет кап, има доста голема заедница, би било жално да не се искористи тоа. Но ќе кажам повторно, замислете вие да има еден wallet кој што поседува 20% од вкупната количина на биткоин. Еве, чисто да споредиме да видите која е разликата. Значи моментално ќе ги отвориме повторно ние топ 100 биткоин wallets. Значи повторно ќе го отвориме ова, чисто да видите која е разликата. Значи моментално Binance поседува најголема количина на биткоин на пазарот, тоа го знаеме сите, со тоа што да видиме колку е тоа од, значи гледате колку е. 1,3% од целосниот supply. Толку представува. Така. И ниту еден не е ниту блиску до тоа. Значи вториот кој што е на Bitfinex е 0,8. Значи 0,8 дури да ги продаат сите, да, е голема, но не е ниту блиску до 21%, се разбираме? Значи ова е дефиниција за децентрализираност. Кога заедно да ги соберете првите 10 волети, нема да поседуваат ни 10%. Се разбираме? Значи 10 најголеми волети во светот нема да поседуваат ни до 10%. Вака треба да изгледа децентрализиран коин или токен. Сега, значи еве да ви покажам како изгледа и на самиот чарт. Значи ова иако е малку поназад, но сакам да ви покажам како изгледа. Значи кога Илон Маск ќе направи твитот буквално се шири како оган. И сите што го видат твитот купуваат во истиот момент и гледате што се случува. Значи да речеме дека тоа што кажуваме е вистина и дека Илон Маск моментално поседува огромна количина на Doge, така. Значи во овој момент он знае дека ако твитне цената ќе порасне одма. Значи вас ви треба брз кеш. Вие го поседувате овој wallet, имате еден тон Doge, вие правите твит, цената расте некои 30%, вие си продавате голем дел од тоа што сте го, што сте го имале, не мора да биде голем, значи ако имате 100% во волетот, продавате 30%. Цената после неколку дена паѓа, значи ова не е неколку дена, ова е неколку часа, значи не е ни еден час, гледате. После неколку часа паѓа. Што правите вие? Вие си купувате повторно, че цената се вратила надолу. Значи вие имате дури и профит и дел од тоа што сте го изгубиле си го ракете назад во портфолиото, затоа што сега купувате по дискаунт. Овдека правите втор твит, цената повторно се движи нагоре, вие повторно продавате, кога ќе се врати надолу, вие повторно си купувате. Значи што овде не е јасно? Се разбираме? Значи многу едноставно е, ако јас поседувам, дури и да не јас би си купил. Ако имам таа моќ, реално би си купил, затоа што пазарот го дозволува тоа, зошто да не? Сега, она што е интересно за Dogecoin, што е на самиот почеток, е тоа што они беа паметни доволно да се поврзат со Litecoin, односно она што веќе го разговаравме во неколку видеа назад, дека со самиот Litecoin, значи кога разговаравме за платежни валути, компанијата на Litecoin ви носи бесплатен Dogecoin. На тој начин фактички се зголемува, значи не има инфлација нормално Dogecoinот и се зголемува постојано неговиот circulating supply и на тој начин фактички вие бесплатно добивате Dogecoin кога копате Litecoin, така да имате од тоа превид, дори нели овој калкулатор овдека, значи ако во некој случај некој од вас копа, значи може да го најдете многу едноставно, само погледнете овој шорткат овде. Значи на тој начин сакам само да ви покажам дека тоа е уште еден utility кој што не е директен на Dogecoin, тоа е повеќе utility на Litecoin дека добивате нешто гратис. Единствен кој што го гледам потенцијален на вистина utility, односно корисност на Dogecoin, на тоа дека Илон Маск може за многу брзо време да го направи Dogecoin да биде официјалниот платежен метод на Twitter, а Twitter е една од најголемите платформи во светот. Така да дури луѓето да го користат минимално, тоа би било огромна корисност за ваков тип на коин кој што досега буквално нема ништо. Значи, ако се сеќавате, он го направи тоа да може да се купуваат некои не знам, мали айтеми на Тесла, исто така понатаму направи некој, не знам, линија на парфем, изгорена коса, не знам, не можам да ги разберам овие билионери, овие ексцентрични, но како и да е, тој може да се купи со Dogecoin и на крај конечно, значи у твит најави дека се планира понатаму, значи самиот Dogecoin да стане фактички и потенцијално значи валута за која што ќе се плаќа на Twitter. Еве само да најдам точно каде е тоа да ви покажам. Само момент. Еве. Значи вели, immediately following Twitter's acquisition, the price of Doge increased due to speculations about its interaction on the social media platform. In a similar vein, Musk tweet from last week featuring a photo of Shiba Inu dog wearing a Twitter t-shirt. Shiba Inu, мислам дека мислеле Doge да напише тоа. Fuel speculation that he may permit cryptocurrency transactions using Dogecoins.
Добро, претпоставам за двете. Како идејата е дека, значи според ово што го пише овдека, најавува дека понатаму се планира на самиот Твитер да се донесат така речено криптовалути, нормално дека ако него го прашувате, он би ги донел тие затоа што претпоставам има соодветен инфлуенс на нив, да речеме. Така, значи не е тоа за џабе. Како значи доколку тоа се случи, јас верувам дека и понатаму ќе продолжи Dogecoin да расте и повторно не е тоа моја препорака вие да купите Dogecoin, јас не поседувам Dogecoin, не планирам да купам, барем не во догледно време. Кога ќе видам дека Dogecoin навистина почнува да има соодветна корисност, тогаш можеме да разговараме. Но сега за сега јас искрено не гледам никаква причина да купам Doge, затоа што станува збор се уште за Pump and Dump токен. Кога видовме дека првите 3 волети заедно поседуваат отприлика повеќе од половина од circulating supply-от на Doge, така да нели. Имајте го тоа во предвид. И нормално нема total supply затоа што постојано се произведува, тоа е една од работите кои што може многу често да ги најдете на мемкоините, односно нивниот supply е најчесто неограничен. Се разбираме? Значи ово е ограничен на еден квадрилион, но останатите најчесто не се со оглед на фактот дека ова нели потребно време додека да се добие, но како нели, да не навлегуваме у тоа. Значи сега чисто и за Shiba кога ќе разговараме, значи ќе напоменам уште еднаш. Doge има шанса да стане соодветен коин, гледаме дека неговиот supply, значи market cap е многу добар, станува збор за 11 билиони market cap, кој што дури ако се вратиме на CoinGecko, ќе видиме дека го ставаат Dogecoin негде во првите 10 коини, 8 место моментално, што е неверојатно, но ова е моментално само заради тоа што имаме многу добри, значи многу гласини дека ќе стане потенцијално платежно средство на Twitter. Додека за Shiba, значи прво она што јас се изненадив, јас кога видов овој податок не сакав дури да го потенцирам затоа што многу од луѓето може да почнат да размислуваат многу поинаку. Значи Crypto.com, ако се сеќавате, допред некое време имаше така речено напад во кој што се обидуваат да да изнудат фактички трансакции надвор од неа, односно со оној банкран да успеат да изманипулираат потенцијално распаѓање на оваа менувачница. Значи реално беше како своевиден напад. Не беше толку коинциденција, но стравот на пазарот после FTX си го носи самото по себе. Како и да е, значи нивното портфолио кој што беше јавно, нели, така речено, презентирано, значи јас навистина ги разбирам сите овие токени, ама оваа категорија јас не можам да разберам. Не знам дали они можеби имаат идеја дека ќе направат брз профит, па после тоа ќе може да го реалоцираат со оглед на фактот дека Shiba, не верувам јас дека би отишла негде. Значи верувам дека ќе остане на пазарот и следниот bull market, со оглед на фактот дека има многу луѓе што се изгорени и чекаат да се врати цената, барем да повратат дел од она што моментално го изгубиле. Значи она што вие гледате на пазарот, каде што Shiba Inu се уште има 5 билиона market cap, е исклучиво луѓе кои што изгубиле 1 тон пари и моментално се обидуваат да си вратат дел од она што го изгубиле, со оглед на фактот дека Shiba Inu падна енормно, значи падна, гледајте, ова е буквално до пред самиот bull market цената, како и се друго. Нормално со тоа што јас не гледам дека ќе се опорави многу многу станува да видиме. Да не е зборува, може сум грешка со оглед на фактот дека доволно еден билборд на, не знам, Нью Йорк Таймс Сквер да смени се. Со тоа што дури и за Shiba се обидуваат да направат своевиден, значи соодветен, нели, како да кажем, крипто блокчейн технологија, во која што сега додадува и уште два други токени, кои што ако значи ја заклучите вашата Shiba добивате Bone и Leash токени, нели, има некој механизам кој што искрено не ме интересира со оглед на фактот дека Shiba е ништо освен Цртанфелд. И моментално гледате, има значи дозволено е плаќање на Amazon и на Netflix со користење на основните Shiba токени, нели, заедно со двата кои што произведуваат од самиот SHIB токен, што реално помага доста на цената на самиот токен. Гледате, значи можете едноставно да ги користите, да изберете фактички Shiba и да платите со, тоест мислам дека овде треба да се промени, тоа не го смениле како што треба, како и да е. Значи, сакам да кажам, тоа е добро кога станува збор за ваков тип на големи компании кои што почнуваат да прифаќаат дури и мим коини, посебно со оглед на фактот дека зашто друго би користеле мим коини, реално правиме ова. Така, значи на тој начин можеби и не е толку лоша идеја кога би се искористило ова, на пример, нели, во таков тип на ситуација. Сега, значи уште една сакам да се навратам на ова. Значи рековме, замислете колку пари треба да дојдат за вие навистина да бидете во профит од ваков тип на проекти со оглед на фактот дека вие сте го пропуштиле период на профит. Тоа е на самиот почеток, кога се уште не се познати, некој успел да направи добра манипулација, да почне да го шири ова, да речем, не знам на што и да е, дали на Twitter, на Reddit, на што и да е, битно успеа да го прошири, значи тоа го добило првиот ефект кој што е најбитен.
луѓето кои што го изманипулирале се тоа добиле, не знам, 3000% профит, ако не и повеќе, и сега моментално отворено и кажувам за ваков тип на коини, вие сте касно. Значи да финансирате сега нема да очекувате голем профит, не е реков дека нема да има профит, но нема да очекувате голем профит, посебно со оглед на фактот дека има многу изгорени луѓе кои што од 2 чекаат цената да почне да се враќа нагоре за да можат да повраќаат дел од она што го изгубиле. Така да имајте го тоа предвид. Најчесто кај мим коините тоа е најголемиот проблем. Значи кај Doge не би требало да биде со оглед на фактот дека секогаш има некој што го пумпа, господинот Маск, но за разлика од тоа останатите кои што се шива првенствено, верувам дека има огромен број на луѓе што сакаат да си ги повратат средствата и кога истата ќе се врати нагоре, они ќе излезат од пазарот и нема да чекаат профит, можам да ви гарантирам. Така да, уште еднаш, значи кога инвестирате во ваква тип на категории, имајте исклучиво големо внимание во однос на тоа во што инвестирате и кој е она исход кој што вие го очекувате од целата оваа ситуација. Че ова е многу страшна категорија со оглед на фактот дека нема никаква вредност, ова е само цртан филм кој што и ако добие на вредност, тоа е само заради тоа што премногу луѓе го држат и некој паметен рекол добро, знаете што, ако веќе толку многу луѓе имаат ваков токен, барем да го искористиме за нешто. Така да имајте го тоа во предвид, значи кога инвестирате, бидете исклучиво предпазливи во кои категории и зошто инвестирате и направете го сопственото истражување. Значи вака се прави истражување, иако ова е само генерално за категоријата, кога сакате да направите истражување на токен, вие мора да направите, значи, првенствено огромно истражување за селото тоа што потекнува самиот токен. Значи, откако го завршиме овој проект, понатаму ќе направиме неколку видеа во кои што ќе објасниме што се ние правиме кога правиме истражување за одреден токен, како реално да добиеме информации, значи не е од весник, туку реално он-чейн информации, техничка анализа и сето тоа што е потребно, со цел да видиме која е реалноста и која е очекувањето кои што ние ги имаме од така речениот токен кој што го истражуваме. Значи тоа ќе биде след мини проект кој што го имаме некако 17 видеа, во кој што ќе направиме неколку видеа во кој што ќе се обидеме, значи ќе видиме колку материјали имаме околу тоа, да објасниме како се прави истражување, значи буквално се што нас не е познато, со цел да можеме да видиме дали одреден токен има реална вредност, кој е неговиот потенцијал во иднина, roadmap, каква се неговите токеномија, децентрализација и слично. Така да сето оно што нас не е битно како тим, ние ќе го направиме во неколку видеа. Значи како што може да видите се фокусираме исто така и на едукација, посебно пред bull run, со цел да ви доставиме соодветна информации кои што може да ги користите во следниот bull market со оглед на тоа што ви е потребно тоа, за да може да направите значи диверсификација на вашето портфолио и да може соодветно да инвестирате во оние токени кои што највеќе имаат потенцијал според вас, нормално, за да направите профит. И на тој начин фактички од кога завршивме овој голем проект, сега веќе се мислам 19 видеа, заклучно со ова, значи имате цела плейлиста на која што може да ги најдете сите овие видеа со сите поединечни проекти и шампионите во таквите проекти кои што моментално го движат тој пазар, тој дел од самиот криптосектор, за да може да видите што се има како опција во криптосекторот и што би било според вас најпожелно за инвестирање кога веќе сме далеку од следниот bull market и имаме време да се образоваме, значи имаме време да се едуцираме за тоа што се има во криптосекторот. Така да јас се надевам дека ви се допадна целиот овој проект, значи ние како што може видите напорно работиме, потребни беа барем повеќе од 2 месеци да ги направиме сите овие видеа со цел да ви покажеме што се има таму надвор во криптосекторот за да знаете кои се вашите опции кога станува збор за инвестирање. Така да се надевам дека ви се допадна тоа, нели понатаму продолжуваме со неколку мини проекти, со тоа што јас мислам дека е паметно исто така да одлучиме, да оставиме да одлучи самата публика што би сакале да гледаат. Значи ние ќе направиме наскоро пол на кој што ќе ставиме што би сакале вие да гледате, дали би сакале тоа на пример да биде во оваа ситуација како се истражува одреден токен или на пример како правиме флипови, практично би сакале да направиме исто така мини проект во кој што објаснуваме како се прави флип од еден во друг коин без при тоа да користите стейблкоини и како фактички да користите тие паралелни чартови, на пример биткоин наспроти Етериум, Етериум наспроти ADA наспроти не знам што. Значи како да ги користите тие чартови за да ви покажат дополнителни информации во вашата анализа. Тоа се уште не сме го направили и затоа не го користиме многу често на нашите анализи. Понатаму ќе почнеме да го користиме нормално кога ќе бидете информирани и едуцирани за тоа, оние кои што не знаат, оние кои што знаат нормално. Овдека сме ако нешто пропуштиме да ни покажете, да ни кажете што не сме успеале да го оставиме до јавноста и како заедница да продолжиме понатаму нели со едуцирање на сите оние кои што се малку поназад од нас. Така да ви благодарам уште еднаш за целата поддршка, како што може видите напорно работиме на нашиот канал за ваше едуцирање. Имајте добар ден, значи очекувајте на нашата група да направиме наскоро пол во кој што ќе ви дадеме неколку опции за тоа кој ќе биде следниот
проект на едуцирање на нашиот канал. Гледате дека се обидуваме тоа да го класифицираме како да речем едни така речено проекти кои што ќе ги работиме во одреден временски период и на тој начин ќе биде помалку збунувачки за вас отколку да работиме да речем рандом проблематични сфери од едукациониот сектор во крипто и на тој начин да ве збуниме. Значи вака ќе имате барем една целина која што ќе биде поставена со ред на видеа и ќе биде многу полесно од ваша страна да најдете во нашиот едукационен дел во таа плейлиста каде што имаме техничка анализа и останати нели едукациони видеа. Така да уште еднаш ви благодарам кој што може да видите ова како проект е веќе завршено. Така да уживајте, значи ќе биде го имате на посебна плейлиста на нашиот канал, како и на основната плейлиста на техничка анализа. Може да го најдете целосно, значи сите видеа се поврзани, доколку го притиснете едното во предлог ви доаѓа другото видео и многу лесно може да ги најдете. Така да останете со нашите социјални мрежи, значи на Facebook, на Instagram, нашиот канал нормално на YouTube, како и онаа социјална мрежа која што има на самиот YouTube Community табот, каде што ги поставуваме најчесто прашањата за избор, значи таму ги правиме веќе новите анкети со цел да видиме што би сакале да гледате следно. Така да следете ги овие работи и следете ги нашите шорт видеа каде што постојано ви даваме информација за тоа што следно ќе има на нашиот канал и на тој начин ве држиме информирани за тоа што планираме понатаму да работиме. Уште еднаш ви благодарам на целата поддршка, како заедница растеме многу, мене тоа многу ми се допаѓа, јас постојано добивам пораки во кои што има нови материјали кои што би сакал да ги споделам со вас, но потребно ни е време, затоа не се брзаме нигде, имаме уште многу голем период до следниот bull market и остануваме и понатаму да работиме заедно со вас. Ви благодарам што ни помагате да растеме толку брзо, че скоро сме до 1000 следачи, до 1000 сабскрајбери. Нормално и понатаму, доколку имате некој се интересира кој што би сакал да научи за крипто, се што треба да направите, споделете овој материјал, бесплатен е, значи не наплаќаме ништо, се што бараме од вас е да го дадете на оние лица кои што навистина сакаат да научат, со оглед на фактот дека крипто доаѓа, сакале ние или не, наскоро ќе биде многу голем дел од нашиот живот, значи тоа што многу луѓето се уште не го разбираат, а каналот кој што го имаме е буквално наменет да им го покаже тоа. Благодарам уште еднаш, имате добар ден, се гледаме во следното видео, поздрав од Криптогемиџио.